Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство. Овој пат на тема трите чекори за свесен пристап во родителствувањето. Повеќето родители имаат потреба за голема контрола врз своите деца и таа контрола кога родителите ја изразуваат, тоа е директен показател за нивниот недостаток на контрола. Значи, колку повеќе родителот сака да контролира, толку поголем е недостатокот за контрола кај себе, и што значи дека родителот има голема потреба да биде слушнат, да биде погласовит, и на тој начин тој ја бара својата доминација, особено кога станува збор за децата. Многу лесно е да се доминираат децата, затоа што тие се многу кревки суштества, тие се ранлива категорија и особено затоа што зависат од возрастните, зависат од родителите. И затоа кога родителите ги на ваков начин ги родителствуваат своите деца, тоа всушност покажува дека несвесно родителот го засенува, го намалува детскиот дух, односно ја засенува, ја замрачува или ја намалува светлината кај детето. И така, значи, се повторуваат генерацијските образци, генерацијските шеми на една средина која што е високо наполнета со една огромна реактивност, и таа реактивност е резултат на потребата, значи, на родителите да сакаат да контролираат, да ги контролираат децата, односно реактивноста е резултат на потребата на едно човечко суштество да контролира друго човечко суштество. И затоа е многу нормално и природно детето да сака да бега, значи да сака да се отргне од контролата на родителот, за да може да си го зачува својот внатрешен авторитет. Меѓутоа, родителите, не можејќи тоа да го видат кај децата, затоа што и нив тој внатрешен авторитет им е одземен уште како деца, не можат тие да си ги видат своите деца дека на тој начин, дека и тие му ја одземаат, сакаат да му одземат таа нивна внатрешна автономија, и затоа што преку традиционалното воспитување родителите сметаат дека тие се авторитети, дека тие треба да се оние кои што значи ќе го одредат животот на децата, кои треба да бидат, што треба да бидат, како треба да го живеат животот, и доколку децата почнуваат да се спротивстават, тие прибегнуваат веднаш кон дисциплински мери. Меѓутоа, кога станува збор за родителствувањето, особено во последниве десетина години, каде што можеме да видиме дека има огромно влијание од влијанието на социјалните медиуми врз децата, можеме да слободно да кажеме дека родителствувањето сега представува еден огромен предизвик за самите родители, и неопходно е токму поради тоа денес да се започне да се бараат решение за креирање на свесни релации, свесни врски меѓу родителот и детето, што воедно значи да се смени, значи, една целосен начин на воспитување на децата, значи да се влегува постепено во еден свесен пристап, свесно родителствување на децата. Сега, кои се тие чекори кои што ги рековме, три битни чекори за да може да се овозможи свесен пристап? Првиот чекор подразбира, значи, која што е битна за секоја трансформација и за трансформацијата на самиот родител, е родителот да почне да го менува својот ментален склоп. Значи, родителот мора прво да го смени начинот на размислување за да може да направи промена во своето однесување, за после така, значи, да може да ги разбира децата, да може и самиот тој да направи промена и во однесувањето на своите деца. И затоа велиме дека свесното родителствување е револуционерно. Тоа е многу подлабоко во однос на другите пристапи на родителствување, затоа што содржински, тематски и значи тој е многу подлабок и многу содржаен. Вториот чекор кој што треба да се направи е родителот да помине низ еден вид на своја собствена терапија. Што подразбира тоа? Тоа подразбира родителот да може да разбере
да го разбере начинот на кој што делуваат врз него тие образци, како да ги скини синџирите на тие образци и шеми до тогашни начини на родителствување, затоа што и тоа да го направи преку како, вистинското како да го направам тоа, а не преку дека треба јас да го направам тоа. Значи, родителот треба да влезе во една фаза, во овој чекор, каде што самиот ќе може да се превоспита самиот себе си, каде што самиот ќе може да се освести да ги освести тие голем дел на неосвестени начини на родителствување и преку тоа нешто да може да се ослободи од сите тие состојби на гнев, состојби на разочараност, состојби на вина, на незадоволство кај него, кои што представуваат на вистина товари во неговиот живот и кога тоа нешто ќе го направи, тој ќе може да ги ослободи своите родители од тоа нешто, а и значи, тој процес на трансформација на едно поголемо разбирање се јавува и во односите со партнерот во рамките на едно семејство. Која е фазата 3? Фазата 3 е да се почнат да се градат свесни врски помеѓу родителот и детето. Значи не подразбира овде родителот постојано да размислува како да изгради свесни врски, туку подразбира да направи соодветни акции родителот во насока на градење на свесни врски. Меѓутоа проблемот е овде што родителот прашува сега како да го направам тоа, како јас да кои се тие акции кои што треба да ги превземам за да можам да изградам свесна врска помеѓу мене и детето. И голем број на родители мислат дека не се во тој контекст доволно љубовни, дека не ги родителствуваат своите деца со љубов. Меѓутоа, суштината е во тоа што родителите по правило спрема секое дете треба да имаат посебен пристап, затоа што родител може да има 2, 3 и повеќе деца, меѓутоа секој дете бидејќи си уникатно за себе, за да може да ги изрази своите, да ги искаже своите потенцијали, родителот тој кој што треба да има значи посебен пристап на своето дете за да може да го изнесе од детето она кое што е најпотребно и најбитно за него. За негов натамошен раст и развој. Сега, што е битно за ова нешто да се случи? Потребно е родителот да има одредени познавања од областа на психологијата, значи да има барем основни минимални знаења од областа на развојната психологија кај децата, затоа што многу е битно родителот да ги знае сите фази, сите стадиуми на развој од децата, затоа што да ги знае нивните карактерни особини, што се случува во тие фази, какви се децата во тие фази, кои се децата, што се тие, зошто? За да многу е битно ова, зошто? Затоа што најголемите предизвици кај децата во односот со родителите, во родителствувањето настануваат кога детето сака да премине од една развојна фаза во друга развојна фаза. Значи, тука се случуваат најголемите промени и затоа родителот потребно е да има барем едно минимално познавање од развојната психологија кај децата. Значи, зошто велиме дека и затоа велиме дека свесното родителство игра голема улога точно во тие развојни фази кај децата. Зошто? Затоа што тие предизвици кои што се јавуваат без разлика во која возраст, во кој стадиум е детето, значи секогаш кога детето ќе сака да се оддели од родител за да може да премине во наредната фаза на развој. Дали тоа ќе се случи во првичната фаза на разделување и самостојување, значи во раното детство, кога треба да оди на училиште или во градинка, или пак ќе се случи со појавата на првичната индивидуалност кај детето, или пак ќе се случи во фазата каде што детето ќе сака да ќе почне да му се спротивставува на родителот затоа што увидува дека родителот премногу влегол во
неговиот простор, или пак едноставно кога ќе сака да што повеќе да го одбегнува родителот или да прибегнува кон различни несоодветни однесувања и така натаму. Значи, сите овие се развојни фази кај децата кои што се природни. Значи, природни се тие, се случуваат такви какви што се мора да се случат и родителите тоа треба да го прифатат. И тоа е нешто нормално кое што се случува. Меѓутоа, токму поради тоа, родителот е должен да ги разбере, да се едуцира околу тоа нешто, за да може да знае и самиот како да поставува граници кога се јавуваат одредени проблеми со децата во тие моменти, а и неговата главна и основна задача е да биде насочувач на детето, за да може детето на еден здрав начин да премине од една фаза на развој, значи во друга фаза на развој. Затоа што детето кога, например, во почетокот, ако кажеме, кога детето треба да се оддели од родителот, кога треба да оди во градинка или треба да оди на училиште, значи тој процес на разделување представува особено болно за самото дете, затоа и тоа може да реагира на различен начин, може да почне да плаче, да вреска и така натаму. И зошто го прави тоа? Затоа што детето, иако сака, и тоа е, значи сака да се раздели, неговото битие тоа му го кажува дека треба да се раздели од својот родител, бидејќи не знае да ги спроцесира, значи тие негови чувства, емоции, детето се плаше и едноставно на несоодветен начин ги изразува своите емоции, и бидејќи родителот во таквите моменти тој не е едуциран, затоа што како тоа да го прави во самото детство, и тој поминал низ таа фаза првична кога требал да се оддели од своите родители, но родителите, бидејќи не успеале на здрав начин сето тоа да му го пренесат, значи тие чувства кои што се појавиле при неговото прво разделување се длабоко потиснати во него, затоа што не се правилно isprocesirani. И кога ова нешто ќе му се јави, значи повторно ќе му се јави преку детето кај родителот, се јавува една реактивност кај родителот. Родителот е во состојба, значи вели, леле, што се случува сега со моето дете? Зошто моето дете е вакво? Зошто вака реагира? И влегува родителот во одбрана, влегува во родителот во заштита, што подразбира контрола, враќање на родителот повторно кон контрола на емоциите. Значи тој сака да ги контролира емоциите на децата, затоа што не знае како да постапува, и го контролира изловот на емоции кај своето дете. Наместо да му дозволи на детето да си биде, да си ги искаже своите емоции, потребно е тоа, затоа што нормално е таа природна состојба да влезе од една во друга состојба, така детето, значи во тој момент чувствува, и родителот, значи, не знае како да го разбере детето, дека треба тука едноставно да биде со него и да му биде поддршка на детето, да знае детето дека што и се случува со него, значи дека има сигурна заштита, сигурност од својот родител. И затоа, без разлика во која фаза на развој детето бара да биде разбрано, бара да биде видено. Значи, сите деца имаат желба за тоа нешто, бара да се чувствува сигурно. За тоа кои се тие, што се тие во дадениот, во сегашниот момент. И затоа ова родителство, свесното родителство ги учи родителите, му ги дава причините зошто родителите не можат да изградат свесни врски со своите деца. Зошто не можат родителите да се поврзат со своите деца на едно свесно ниво? Затоа што самиот родител, значи преку овој пример, можеме да видиме дека во било кој стадиум на раст и развој, значи кога овие предизвици ќе се случува, затоа што родителот го одбива тој дел од детето во себе. Затоа што не го isprocesirал како што треба, не му било isprocesirано како дете. Значи тинејџерот, да кажеме, секогаш се докажува бунтовене, неразбране, баш од тие во моменти кога не може да си ги isprocesira своите емоции. Малото дете секогаш плаче кога треба да се оди во градинка,
не сака да се облекува, не сака да јаде и така натаму. Значи, што и да се покаже како тригер кај родителот, во таквите моменти, во било која фаза од развојот на децата, родителот треба да разбере дека тоа не доаѓа од надвор, туку тоа доаѓа од внатре, од неговите минати рани, од неизлечените рани од детството. Значи, неговите родители успеале тоа да на еден здрав начин да му го укажат како детето и тоа, значи како тој да ги премини тие преодни фази, да влезе од една фаза во друга и останале така, како недовршени процеси во него. И тоа е нешто кое што бидејќи е незавршено го предизвикува родителот кога тоа нешто слично ќе го препознае кај своето дете. И свесното родителство кажува дека овие моменти се моменти каде што се вистински благослови, тоа дадени се од Бога преку нашите деца. Децата, значи тие ни ги отвораат Божи врати. Зошто велиме Божи врати? Затоа што се духовни врати, не водат кон едно поголемо освестување, да можеме сето она кое што кај нас како деца не било сработено, сега ние како родители треба да го сработиме. Ние треба самите себе си да се преродителствуваме. Да го одработиме она кој што не успееле нашите родители да го одработиме, да го одработат, за да можеме ние да изградиме здрави и свесни врски со нашите деца. Значи да можеме понатаму да тргнеме од тоа место да каде работиме на себе си, за да можеме да создадеме здрави деца. Значи да му возможиме на децата на здрав начин тие да преминат од една фаза во друга фаза. И зошто е тоа битно? За да, значи велиме, зошто е битна свесноста, свесните врски? Токму битни се во тие преодни фази за да може родителот да си речи дека и да ги препознае дека се тие духовни портали, а не да си ги превзема за себе врз себе лично, како да се тие намерно оркестрирани од децата, како децата да се тие кои што манипулираат со родителите и така натаму. Значи, детството и тинеџерството се природни, трансформативни фази во развојот на детето. И бара, тие се, значи, фази кои што бараат да се раздели детето од својот родител и да му овозможи родителот да се осамостои детето на еден здрав начин, да не ги гледа тие, значи рековме, моменти како детето сами да ги предизвикува. Туку да му возможи на детето спремно, преку здрав начин да влезе од еден период, значи тие природни канали, наследени канали низ кои што треба да преодни канали од еден во друг развој, детски развој, значи од ран детски развој, фаза на тинеџерство, да може, например, детето на еден здрав начин да влезе, ако родителот не врши, значи, дополнително влијание, ако го гледа нешто како природно, кое што треба и го насочи на еден правилен начин, без отпор да дава родителот. Значи, да свати дека тие се навистина природни фази кои што неминовно треба да се случат кај детето. Меѓутоа, ако родителот не е доволно спремен, нема знаење, тогаш што се случува кај него? Се случува да се чувствува родителот загрозен, да се чувствува цела бесија, че се јавува лутина кај родителот, се чувствува родителот безпомошен, немоќен. И што предизвикува тоа? Значи, тоа е плодна почва за да може повторно родителот да се врати кон контролата. И кога тој влегува во состојба на контрола, што прави? Значи, почнува да издава казни, да издава наредби, може кон физичка казна да применува и така натаму. И што се случува? Се враќаме, значи се повторува несвесноста, се враќаме кон тој опасен циклус, заради што ние едноставно не сме во состојба да можеме да ги разбереме нашите деца, што се случува на внатрешно ниво во нив. Затоа што сме премногу влезени во своите глави од нашите минати детски искуства, кои што ни се товари, кои што не ни дозволуваат да можеме јасно да се ги видиме кои се нашите деца, какви се нашите деца на вистина. Значи, родителот не е во состојба тогаш да може да си го види онакво какво што си е детето.
дека е тоа нешто кое што мора да се случи со детето, дека детето неминовно мора да влезе од една во друга, да премине од една во друга фаза, мора да порасне детето. И да му се помогне на детето да се овозможи тоа, не на реактивен начин, значи секое нешто кое што детето го изразува како револт, како отпор кога дава во моментите кога не наидува на разбирање од родителот, значи родителот да не си го зема здраво за себе, туку родителот да биде во состојба да може да го види тој паралелен процес кој што се случува. Значи родителот да биде свесен за паралелниот процес кој што се случува и кој што во суштина е коренот на решението. Значи паралелниот процес е тој кој што родителот треба да го разбере она што се случува под површината на однесувањето на самото дете. И затоа кога, значи, традиционалното воспитување не може тоа да го види, не може тоа да го разбере, значи тој пристап не го дава тоа, и затоа слободно можеме да кажеме дека традиционалниот пристап слободно можеме да го наречеме контрола. Затоа велиме, често пати слушаме како, значи, самите ќе кажеме, јас го контролирам моето дете, го контролирам, добро е, под контрола е се со моето дете. Значи, традиционалниот пристап представува пристап на контрола, исклучива контрола врз своето дете, и родителите бараат, особено пак во ваквите околности во кои што денес живееме, особено бараат да имаат контрола врз своите деца, меѓутоа не е можно тоа да се има контрола врз децата 24/7, затоа што како човечки суштества, значи родителот не може да биде фокусиран врз таа контрола нонстоп, особено таа контрола бледе после 5 часа, поминати со своето дете, и тогаш се јавуваат уште поголеми проблеми. Зошто? Затоа што родителот тогаш се чувствува безпомошен дека не може понатаму да ја продолжи со исто темпо контролата врз своето дете. И што прави? Тој прибегнува кон она дополнителна дополнително прибегнува кон дисциплината, која што му помага на родителот да може да се ја извршува. Значи дисциплината е еден вид на проект кој што родителот го создал за да како продолжена рака за да може да се извршува својата контрола врз децата. Затоа што преку дисциплината се величи правото на родителот да може тој да си ги остварува своите намери без претходно, значи, да се испитани тие нешта, без претходно да биде изрегулирана, туку едноставно родителот има право на дрскост спрема своето дете. Дисциплината, зошто велиме дека не е добра? Не е добра затоа што е базирана врз база на страв, а се што е базирано на база на страв е во потполна противречност со природноста на самите деца. Значи, повторно, значи, се враќаме на прашањето зошто едноставно родителите не сакаат да се прашаат самите себе си, зошто јас имам толку голема потреба да сакам да го контролирам своето дете. Зошто имам потреба толкава голема да сакам да контролирам други човечки суштества. И ова е нешто кое што повторно ме враќа на почетокот, значи на она што го кажав во ова видео, дека потребата од контрола за родителите е токму тој недостаток од натрешна контрола кај себе. Колку поголем е недостатокот кај родителот за своја натрешна контрола, толку има потреба родителот да го контролира своето дете. Што значи тоа? Тоа значи дека ако внатрешниот терен на родителот е мирен, стабилен, тивок, например, представува една мирна вода, и сега кога тој тригер од страна на детето однадвор кога доаѓа, во смисла на потпалувач на реактивноста на родителот,
Значи, кога ќе дојде во допир со внатрешниот терен, а тоа е мирната вода кај родителот, ќе биде изгасната. Значи, нема ништо да се случи. Тој ќе биде мирен, свесен е родителот, затоа што е здрав во својата внатрешна, неговиот внатрешен терен е здрав, исцелен е. Меѓутоа, ако неговиот внатрешен терен е експлозивен, значи тој потпалувач кој што доаѓа преку децата од страна, од надвор, кога ќе се спои со експлозивниот внатрешен терен на родителот, што предизвикува? Предизвикува уште поголема состојба, значи разгорува с многу силни емоции, гневни емоции, експлозивни емоции и родителот веднаш прибегнува кон дисциплина со детето. И кој што ще повеќе ја загрозува состојбата, значи ја загрозува релацијата помеѓу родителот и детето. Меѓутоа, кога родителот ќе се обиди да дознае што во суштина е она кое што го распламтува неговото однесување, значи кој она што го поттикнува, кој е во суштина што е она кое што го прави така да се однесува и дека не е од надвор, туку дека е однатре, тогаш родителот, значи, влегува во најмојчниот портал, а тоа е да може да ја разбере она паралелна врска која што се случува испод однесувањето на неговото дете. Например, една мајка, значи, има едно дете, машко, кое што било многу интровертно. И бидејќи тоа било интровертно, секогаш кога ќе го поканеле на роден ден, тоа не сакало да оди, или пак кога имале друштвени забави, собиранки и така натаму, значи детето избегнувало, не сакало да оди. И кога се случува мајката да го разбере тоа, еден ден таа почнува силно да му вика, силно е растравожена, почнува да му зборува зошто не преземеш акција, зошто не си иницијативен, зошто ги избегнуваш децата, зошто не сакаш да се дружиш, па ти си слабич, ти си ваков, таков, значи почнува да го навредува детето и бидејќи не може никаков ефект да постигне кај детето, одат на терапија заедно со него. Меѓутоа, што се случува на терапија? На терапија точно тука се увидува тој паралелен процес. Значи, се утврдува, се открива тој паралелен процес кој што е настанат кај самиот родител. Што значи тоа? Тоа значи дека мајката во суштина таа цел живот се срамела од себе заради нејзината собствена недруштвеност, значи заради нејзината во суштина нејзината интровертност која што како дете била нагласена, меѓутоа поради културата, поради големиот притисок кој што го имала таа од своите родители, едноставно за да биде екстровертна, за да биде отворена, за да може да, например, атлетски да биде настроена, таа едноставно кога го видела ова нешто кај нејзиното дете, значи тоа било тригер за да може таа експлозивно така да се однесува, затоа што таа во нејзината суштина, во нејзината природа била интровертна личност, нешто кое што се косело со она кое што културата и родителите и го налагале. Меѓутоа, бидејќи не можела тоа нешто да го испроцесира, сиот тој притисок од својот родител, таа го потиснала длабоко во себе и тоа нешто и се јавило како тригер повторно кога го препознала во кај своите деца. Кај своето дете. И токму поради тоа, значи, мајката во суштина не можела да си го виде своето дете на вистина онакво какво што си е. Меѓутоа, преку овој процес, преку таа терапија, таа успела да ги забележи сите тие потиснати чувства кои што ги имала кај себе и за да може да сака да си го разбере, да си го види на вистина своето дете, дека тоа нешто и таа го проектирала врз своето дете, дека сакала и тие чувства да ги затемни, да ги скрија, да ги сокрија кај своето дете, едноставно и тоа да биде екстровертно како што ја учеле нејзините родители. Меѓутоа,
Што е она што сака да ни го каже овој пример нас, дека обично ние родителите мислиме дека проблем се нашите деца, меѓутоа кога ќе се влезе во терапија гледаме дека проблемот е најчесто во родителот, заради неосвестените делови кои што значи се јавуваат кај родителите за да не можат тие преку кои што навистина не можат да си ги видат навистина своите деца онакви какви што се во својот природен потенцијал. Бидејќи секое дете, значи без разлика дали е екстровертно или интровертно, секое дете си има свои природни потенцијали и неговата чистина, неговата суштина, неговата природа всушност е потенцијал кој што треба да се развие, треба да се расути, треба да се развива нештото, меѓутоа родителот е тој кој што треба да го види тоа нешто кај своето дете. И затоа велиме дека родителите ние треба да сме тие кои што преку своето освестување, кога ќе ги освестиме тие шеми родителски кои што ни биле наметнати од нашето минато, дури тогаш ние ќе можеме да си ги видиме нашите деца онакви какви што се и ќе можеме да дозволиме на нашите деца да си ги развијаат своите потенцијали за онакви какви што се на вистина. Значи, нашите деца, затоа со право можеме да ги наречеме дека се наши природни духовни водачи, тие се наши гуруа, тие не водат кон повисока свесност, тие се наши водичи духовни во насока, во играта на животот. Значи, кога родителствуваме, тоа всушност представува игра на живот со нашите деца. И затоа, водејќи на нас децата по тој пат на разбудување, на освестување, ние што им должиме? Им должиме да можат да си ја најдат својата автентичност, да можат да си ја најдат својата природност, а со тоа да си ги отклучат своите најубави, најприродни потенцијали. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.